Благодарам, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Вице-премиерот Кочо Андјушев нема намера да прекине да зема од парите на граѓаните преку неговите фирми. Попусто постојат закони за судирни интереси, џабе граѓаните се бунат. Кочо, 4 очи, нема институција да не може да ја обслужи. Најновите информации што излегува во медиумите покажуваат дека Кочо 4 очи Андјушев преку својата компанија Брако ја снабдил со медицинска опрема во јануари оваа година психијатриската болница Негорци од Гевгелија. Договорот изнесол 665.000 денари. Државните пари од институциите одат директно во фирмите на Кочо 4 очи. Нема институција каде што Кочо 4 очи не може да склучи договор во 4 очи самиот со себе, односно он како собственик на фирмите и од другата страна исто така он како втор човек на владата која води Република Македонија. Ова е непростливо и за ова мора да се одговара и морално и кривично. Дали ова е уште еден случај на судирни интереси каде што секој еден функционер кој е собственик на фирми, вклучително и Кочо Андјушев, треба да се изземе од постапките за јавни набавки и тендери кон државата. Со ова директно се повредува антикорупционерскиот закон и законот за судирни интереси. На овој начин се цицаат парите на граѓаните преку институциите. Сега нормално очекуваме дека Кочо Андјушев ќе каже дека не знал што работеле неговите партнери, па он немал увид во тоа што го работеле, па на крај ќе се вади дека не може да им забрани да работат со нивните фирми, но џабе веќе ги слушнавме овие приказни за мали деца. Доволно од приказните дека Кочо Андјушев е успешен бизнисмен кој отиде во владата да помогне на стопанството и економијата. Кочо Андјушев е еден обичен човек без срам и перде кој отиде во владата само за личен интерес и не направи ништо корисно за државата и граѓаните на Република Македонија изминативе година дена. Едноставно само им штети со неговата појава таму. Најмалку што може во моментов Кочо Андјушев да направи е да си поднесе оставка и сам да отиде во јавното обвинителство и да ги пријави сите своји случаеви каде што неговите фирми склучувале договори со државата откако е вице-премиер, бидејќи ова не е прв пат. Во 5 последователни вакви постапки Кочо Андјушев ја снабдува државата со нафта, па со кревети, па со софистицирана болничка опрема, па со ограда за автопати. Укинувањето на законот за јавни набавки беше најдобриот проект на владата за Кочо 4 очи да може да работи. Кочо Андјушев мора да одговара и тоа пред очите на целата јавност. На крајот, Република Македонија и граѓаните ќе победат.